Уставниот суд пред нов предизвик. Ќе покрене ли постапка по службена должност или пак ќе чека да се достават иницијативи за оценување на уставноста на законот за употреба на јазиците? Експертската јавност веќе се произнесе. За поголемиот дел од нив законот е донесен во лоша процедура, а претходно не е испратен ниту на мислење на Венецијанската комисија. Низа одредби се неприменливи и може да создадат конфузија во институциите и воопшто меѓу граѓаните. Законите се испраќаат на мислење кај Венецијанската комисија кога се во нацрт верзија за да се даде оценка на пропустите и слабостите. Секоја интервенција во ваква фаза е задоцнета. Особено резервирани се две прашања за кои претходно беше неопходно мислење: банкнотите и униформите во армијата. Политички партии и издруженија најавија дека ќе поднесат иницијативи за оспорување на уставноста и прекршување на процедурата. Како аргумент го наведуваат фактот што за закон за кој не е потпишан указ, собранието е должно да ја заврши постапката во рок од 30 дена, да го донесе, да се усвојат амандмани или пак да не го изгласа. По истекот на тој рок, секаква процедура и активност врзана за текстот, што бил оспорен од председателот, според експертите, е надвор од нашиот правен систем. Со истекот на 30 денови, процедурата по тој закон престанува и тој натаму не може ниту да се разгледува, ниту да се гласа по него, бидејќи е надвор од процедурата. И покрај забелешките и критиките, премиерот Заев не го менува ставот за законот за употреба на јазиците. Тврди дека тој не бил изгласан скришно и задкулисно, туку дека 9 месеци била отворена дебата. Упати апел Иванов да го потпише законот, а Уставниот суд и Венецијанската комисија да се изјаснат час поскоро по него. Но председателот Иванов е категоричен дека тоа нема да го стори со образложение дека законот може да предизвика далекусежни последици и редефинирање на државното уредување. Во досегашната пракса не постои ниту еден случај закон да биде објавен во службен весник и да почне да се применува без подпис од шефот на државата. Председателите Борис Трајковски и Кирил Глигоров два пати одбија да потпишат закони: законот за пратеници и законот за кривична постапка, пошто тие никогаш не стапија на сила. Но тогаш не беше донесен законот за собрание, кој пак сега го врзува Иванов да го потпише указот. Во ваков случај Иванов се соочува со можноста во парламентот да биде покренато барање за импичмент, односно да биде повикан на одговорност за кршење на уставот и законите. Носењето на законот најде и на критики кај дипломатите. На политичарите им порачаа да не носат одлуки кои не се приоритет за земјата и не се во согласност со професионалните барања, туку само ги задоволуваат апетитите на политичките лидери.